Измените во новиот закон за пробација треба да ја зголеми ефикасноста на пробацијските служби. Целта е службите подобро да спроведуваат надзор над извршување на казните без лишување од слобода, туку условна осуда со заштитен надзор, општо корисна работа и куќен затвор, како и над извршувањето на условниот отпуст, изречени со одлука на судовите. Пробацијската служба врши надзор на осудените лица и им нуди поддршка, а целта е да се одржи безбедноста во заедницата со подобрување на ресоциализацијата и рехабилитацијата на лицата над кои се извршуваат пробацијски работи, како и да се намали затворската популација. Пандов верува дека мерката носење на електронски алки ќе биде во иднина повеќе спроведена и засега има само тројца кои носат алка. Сепак се судиите тие кои што треба да ги одредуваат тие алтернативни мерки, а бројките се позитивни. Имено ако јас кога дојдов имаше околу 800 и нешто, сега имаме над 1000 активни случаи во пробација. Имаме во моментов 11 канцеларии, 28-9 пробацијски службеници кои што одговорно тврдам дека се супер обучени и си ја знаат својата работа, работат со условно осудените лица. Денеска во Ману имаше дебата организирана од страна на Сдруженијето за кривично право и криминологија на Македонија, Центарот за стратегиски истражувања при Ману и Македонското пенолошко друштво, чии заклучоци треба да го финализираат пред законот да оди во законодавна постапка. Со ова законско решение се воспоставува јасен и модерен пробацијски систем, кој носи 3 клучни резултати: поефикасно извршување на мерките во заедницата, посилна ресоциализација на лицата опфатени со санкции и повисоко ниво на заштита на жртвите. Пандов посочи дека условите во затворите се подобрени. Верува дека со измените во законот за пробација ќе се намали притисокот во затворите.